Меѓу плејадата раководни дејци, војводи и осмислувачи на македонската или инденска Голгота, видно место зазема и Ѓурчин Наумов Пљакот, роден во село Сланско, Македонски Брод, околу 1850 или 51 година, во семејство на мошне сиромашни родители. Уште како дете, Ѓурчин се соочил со сиромаштијата и бил принуден да ја прифати тешката економска и социјална положба. По смртта на татко му, како најстар меѓу браќата Ѓурчин, морал да ја преземе целата тежина за издржување на семејството, зашто тоа броело 9 члена. 4 браќа, 3 сестри, мајката и неговата жена. Geliniz. Çabuk. Çok güzel. Ay anasına. Çabuk. Турци ли беа? Мамичето нивно, што бараат од мене. На погрешно место доаѓаат Румена. Ке не запаметат ја мене. Кај учителот појдете ви. Да. Сте ме барали, учителе? Влези. Невене, зашто зборувавте надвор? Се пукала во село Сланско. Тоа не е твоја работа. Добро, ајде слободен си.
Jurčine! Jurčine! Što je? Plašam. Zašto? Sve kakve oči ima niz polena. Zima je. Mora nešto da se ulovi. Slušam zborova niz selo noti. Prazni moabeti. Danas niko i nikomu ne misli Arno. Се закануваат турците од соседните села да те отепат. Mora samo da gi vidi oko moje. Ѓурчине! И самиот виде што на историја со пчелите. Ay. Nereden be sen? Stara Aramija. Ay. Abi, puška si imao, a? Čего je to i puška? Vikat kako kamen si bio, a? Абе, низ огин сидел, огин не те фаќала. Пушка пукала, куршум не те удирала. Стварно ли? Не ми се верува, а? Дај бе пушката. Абе, дај пушката, бе. Дај бе пушката, бе, тука бе, дај бе! Ебе, Нич. Неочекувано убиство. Ѓурчин Наумов Пљакот беше принуден да се крие во селото Грашница се до 4. мај 1899 година, од каде што и замина за Софија.
По консултациите што ги имаше со задграничното представништво на внатрешната македонска револуционерна организација, Ѓурчин Наумов Пљакот, под раководство на Петар Ацев, во јули 1900 година, се враќа во Македонија. На 26. јули 1901 година, Ѓурчин заедно со Јордан Пиперката се придружи кончетата на првиот редовен крушевски војвода Никола Петров Русински. Кон крајот на 1902 година и во почетокот на 1903 година, низ целиот Прилепски вилает завладеа тешка положба за христијаните. Така, на Конгресот во Солун во јануари 1903 година беше заклучено подетално да се разгледаат условите за дигање востание во Македонија. Така, на Смилевскиот конгрес се донесе одлука за дигање востание во Македонија, познато како Илинденско востание. Господине. Да? Еден човек ве бара на... Кој е? Кој? Не го познам. Добро, ви благодарам. Мола. Господине, табакера. Благодарам. Мола. Знам дека се викаш Никола. Да, Никола Киров, Мајски. И дека сакаш да се видиш со Ѓурчин, војводата. А кој си ти? Јас не те познавам. А подобро да не ме познаваш. А ако сакаш да се видиш со војводата, тргни со мене. За време на Илинденското востание, сланштани имаа свој актив како востаници во Крушево под водство на Ѓурчин Наумов.
Слушам си сакал да го видиш лично војводата Ѓурчин. Да. Јас сум Никола Киров. Учител. Млад учител. Јас имам многу убави нешта чуено за Ѓурчина. Јас сум војводата Ѓурчин. Ѓурчин сум или Турчин сум? Знаев дека си ти. Јас ги сакам учителите. Без нив сме никој ништо. Но не сите. Има и такви што се на османлиската страна, а некој на бугарската. Во секое стадо има и по некоја црна овца. Има секако. А ти колку време си во Крушево? Овде сум 30 дни. Јас сега морам да одам во Војводом. Поздрави го Карев и речи му дека учителот е со нас. А јас со кого ќе се вратам? Ти си мој гостин. Сакаш да ме видиш? Мене ми изгледа дека си многу љубопитен. Јас многу се радувам кога организацијата има големи успеси. Еве за се досека имам запишено. Водам една хроника за сите настани. Не прашуваш ме. Најдобро е да останеш со нас. Она што ќе го видиш сам е подобро од она што ќе ти го кажем. Да, но знаеш, јас сум им потребен и на децата. Без нив не можем. Гледам, во Четава сите се млади војвода. Млади, но достојни на борбата за ослободување на Македонија. И сите до еден се свесни дека само со наша борба можеме да се ослободиме од османлиската власт. Има многу нешта нејасни. Што не ти е јасно? Си бил некаде? Бев во обиколка на стражите. Слушаш ли? Руска берданка. Османлиите ни даваат до знаење дека си близу. А јас помислив дека е топ. Овој од некаде го познавам. Тој е Тодор Христоф, офицерчето. Што е, чуден ти е? А зошто е таков? Никој не му е виновен. Во голема заблуда е. Добро, ние младите понекогаш тврдоглаво размислуваме. Тодор веруваше дека штом ке пукне првата пушка во Македонија, Бугарија ќе ја објави војна на Турција. Па тоа е лага. Лага сигурно. Тебе Пере Тошев и Веле Марков војна Кутувиче. Слободата на Македонија лежи исклучиво во внатрешните сили на овој народ. Така е. И тоа народот го знае.
Нема играње со народот. А во кого тој всушност верувал? Верува во Софија, во дворот. Во некои луѓе кои лицемерно плачат врз судбината на Македонија. Ќе мораа да поминат преку нашите трупови. Војводо, ние сме подготвили да тргнеме. Јоване, испрати го Никола. Ние пак ќе се сретнеме. Да. Зошто да не? Покрвавиот и трагичен крај на Илинденското востание, четите почнаа да се растураат. Последната битка на Ѓурчина, од која првпат не можеше да излезе како победник, беше на 25. октомври 1904 година во селото Слатина.